професорке се зборува, се преговара за измени во законот за јазиците, постои дури загриженост кај дел од граѓаните кои веќе неколку денови наназад излегуваат на протести. Што еве според вас ќе значат најавените промени во законот за употреба на јазиците? Тоа е дел од една поголема и поширока програма, така да речам прв чекор во остварување на цели кои што се зацкриени и кои што се сака да се остварат постапно. Не затоа што вакво сценарио и досега немало и не се остварувало, можеби со помали чекори, со поситни чекори наназад, кога не разубедувале дека тоа е во интерес на демократскиот развој и на развојот на нашата земја. Но сега, кога се смета дека македонската држава е ослабена и дека е баш сосема моментот избран и да се остварат до крај целите во почетокот со промена на воведувањето на албанскиот јазик во Уставот и како втор службен јазик, иако во име на правото хуманистичко да се зборува јазик, сега фактички се крши и демократското право и на другите заедници кои што живеат во Македонија да го остваруваат исто така правото на службеност која му е досега давана на сите што живеат во нашите простори под определени околности. Да кажам дека е ова претензија на една отуѓена од народот елита, која ги наследува некакви стари сценарија за правење големи држави и тоа сигурно ќе доведе до големи несакани последици. Нашиот народ ги препозна ваквите настојувања, ваквите претензии и оттаму е оправдан отпорот кој што го пружаме сите заедно. И затоа што го имаме правото на таквиот отпор и на заштита на сите суверени права кои што кај нас за нас се определени. Македонската нација е создавана или создадена со првите чинови на незиното конституирање во Крушевската република. Тогаш се дадени конституентите, превземени се во Асном, превземени се и со Уставот од 1991 година и оттаму значи нацијата е создадена според потребите на македонскиот народ да создаде политичка заедница, дека таа е базирана врз граѓански права, врз граѓански концепт, значи самиот облик на на македонската нација како политичка заедница во основа е граѓански концепт и се базира на обезбедување на индивидуалните па и колективните права според оние закони и оние конвенции, повелбата на Обединетите нации, потоа конвенциите во Европа, кои што исто така се однесуваат на заштита на ваквите права. Значи, да престанат да не манипулираат во име на демократијата и во име на хуманизмот, во име на правото да се говори на јазик на секој поединец, јазикот да го говори секој поединец, што е апсолутно неспорно и се остварува, во име на некакви други, така да речам, заскриени цели. Значи, таа прикривеност народот сосема ја препозна и треба потполно да се заштити, зашто сите принципи во политичката теорија и во практиката на остварувањето на државите е на страната на она што интуитивно или соосознаено македонскиот народ го спознава. А впрочем и Бадинтеровата комисија, кога ја беше се одлучи или кажа дека македонската држава треба да се конституира,
беше базирана токму врз тие принципи, врз принципот дека македонската нација постои, дека таа јасно се претпоставува преку еден официјален јазик, а сега понатаму според конвенциите јасно дека некои од јазиците кои што се говорат на територијата на Македонија можат да имат во смисла на комуникација помеѓу себе службен јазик, но тоа не е официјалниот јазик и не може да биде изедначен, уште па помалку да тоа биде назначено во уставот само како албански јазик. Добро, доколку да речеме се унапреди, односно се прошири употребата на албанскиот јазик на територијата на Македонија, дали и на кој начин конкретно тоа би го засегнало македонскиот јазик и македонскиот суверенитет? Апсолутно би го засегнало, затоа што, видите, секоја нација се грижи својата духовност да ја создаде врз основа на јазикот. Македонците својата духовност се создаваат врз основа на јазикот. И тоа не е така, тоа е суптилно прашање, тоа не е прашање кое што се разрешува преку бројки. Видете, ние треба да се заложиме за принципиелно решавање на проблемот, а и со тоа да се разрешуваат и на демократски начин и односите со заедниците кои што живеат на оваа територија. Сега во последно време, се говори само за правците на евентуалните политички решенија кои што би биле застапени, а се друго би останало како дискусија, како можност да се дискутира, што не е точно. Бидејќи платформата, односно албанската платформа е објавена и од неа не отстапуваат албанските политички актери. И голема е забринетоста да едно малцинство го проектира животот на сите што живеат во оваа држава и правото на македонскиот народ да има своја држава и свој јазик посебен. Сигурно дека ќе биде загрозен, сигурно. Бидејќи вниманието, пазите, ние место да се бават со прашањата на развојот и да го прекинат овој застој кој веќе подолго трае, ангажирајќи се со тие прашања, поново сега се наметнуваат етнички прашања кои што причинуваат национализам и тие елити мора да бидат одговорни за провоцираниот национализам и да се обезбеди еднаш дефинитивно едно мирно живење на овие простори, разрешувајќи ги прашањата според меѓународното право и според принципите врз кои лежат сите држави. Професор, ќе ви благодарам многу што бевте дел од овој информативен блок на телевизија Нова. Професор доктор Јованка Кепевска, слушнавме кои се незините ставови и размислувања во однос на прашањето за употребата на албанскиот јазик.